Добар ден во уште една емисија на Радио Бум, овој пат со двајца психолози. Тинеџерството е тешко само по себе, а болеста коронавирус COVID-19 го прави уште потешко. Со затворање на училиштата и откажаните настани, многу тинеџери се лишени од некои најкрупни моменти во својот млад живот. Тука се и лажните вести и наплив на информации кои уште повеќе придонесуваат и го нарушуваат менталното здравје кај тинеџерите. На оваа тема разговараме со двајца психолози. Павлина Михајловска, психолог и психотерапевт во приватна пракса, и магистар Адмир Косоврасти, специјализант по медицинска психологија. Добар ден и ви благодарам што се одзовте да учествувате во емисијата на Радио Бум. Добар ден. Добар ден. Вие сте, да кажеме, долги години, искусни сте во оваа област. Ке почнеме прво, ке дадеме предност на дамата, се надевам дека господинот Косоврасти нема да се наути. Така, ке почнеме. Меѓутоа, оваа беше едно исклучително тешко време за сите нас, вклучително и за тинеџерите кои онака се крепки. Светската здравствена организација неодамна предупреди дека стравува од нагло зголемување на ментални пореметувања кај граѓаните поради состојбата со коронавирусот. Михајловска, дали вашето искуство покажува зголемување на број на лица кои бараат помош за надминување на нарушувањата во психичкото здравје поврзано од пандемијата? Оваа цела ситуација која што ни се случува е практично еден трауматски настан. Ги има сите елементи на траума, бидејќи е закана пред се по животот и здравието и не самиот вирус, туку и целиот карантин кој што го минуваме, некако го модифицира целото наше секојдневие и затоа ги има тие елементи на траума. Затоа е важно да се знае дека точно периодот сите поминуваме низ некакви механизми на справување, секој се носи најдобро што уме и природно е да се јават и нарушување на менталното здравје и напливи на емоции, значи сето тоа е нормално затоа што и за самата траума се вели дека е нормална, реакциите се нормални на абнормални услови во кои што се наоѓаме. И сега моето искуство е дека луѓето некако дури сега еве после 2-3 месеца откако сме во се ова излегуваме, тој е мојот впечаток дека излегуваме од онаа фаза на првичен шок, затоа што на почетокот се замре, се запре, ние сите ги ставивме некако стендбај нашите потреби, па и немаше многу луѓе, знам дека колегите веднаш реагираа, одма се отворија броеви за бесплатна психолошка помош и така натаму, меѓутоа немам впечаток дека луѓето беа поддржани да бараат. А сега веќе откако сме неколку месеци во ова, веќе почнуваат на некој начин да се будат и да почнат да си ги адресираат своите потреби и да забележуваат што е тоа што им се случува. И сега ова е тешка ситуација за сите нас, затоа што сме ние социјални битија. Ние сме и биолошки, меѓутоа и социјални битија, како што на телото му треба храна и вода, така на душата и треба тој социјален контакт. А тинеџерите се па уште по-специфична категорија, затоа што кај нив тој социјален контакт е врзан со психосоцијалниот развој. И развојот ниту еден карантин, ниту еден ковид вирус не може да го сопре, он продолжува да тече. Адолесценцијата си е бурен период самата по себе и они се стварно во една незавидна позиција во која што нема доволно механизми на самозаштита и саморегулација за да може да се полесно наместат и адаптираат, меѓутоа и те како ги имаат потребите и напливот на емоциите, така да они поминуваат и низ развојна криза и низ оваа ситуационо условена криза која што ја минуваме сите. Господине Косоврасти, мора да потенцираме дека вие бевте вклучени многу активно во Дебар, кој што беше првиот град каде што имаше карантин и првиот град со најголем број заболени. Нешто слично е состојбата овде во Куманово. Ние бевме град и се уште сме со најголем број на заболени по однос на над 400 заболени на 100.000 жители. Тоа е навистина огромна бројка и бевме на работ ние да бидеме во карантин. Како е вашето искуство? Се јавуваа ли граѓаните од Дебар кои што беа во целосен карантин и посебно акцент, бидејќи нашата емисија е посветена на младите, дали се јавуваа и тинеџерите?
Значи, ако се надоврзам и на претходното прашање што го одговори колешката за Светската здравствена организација и воопшто новонастанатата состојба, значи и без корона криза, веќе Светската здравствена организација нотираше раст на менталните и психичките заболувања, веќе ги смести одма после кардиоваскуларните. Меѓутоа, овај колективен тригер некако го убрза тој процес и некако менталните заболувања ги смести, ги рангира на повисоко ниво, така да после може би завршување на пандемија со корона може да ни се појави епидемија на ментални или психички нарушувања. Што се однесува искуствено до Дебар, значи клиниката за психијатрија и општата болница Дебар под сето тоа под покровителство на Министерство за здравство, значи се отвори една линија која што беше наменета за граѓаните на Дебар и општина Жупа. Таргетот беше ставен на овие две општини, меѓутоа морам да признам дека се јавува и од други општини. Сето тоа се случуваше многу брзо. Сето тоа, сите тие промени требаше да се апдейтираме, да се навикнеме, да почнеме да делуваме, немаме многу време. Почетокот беше навистина тензичен, не знаевме каде да тераме, меѓутоа како одминуваше времето, така стекнувавме и некои информации, некои искуства. Почетокот на пандемијата или внесот на овие две општини во карантин и мојата улога беше повеќе психосоцијална поддршка. Значи многу викендаши беа затечени во некои погранични села близко до Дебар и од центар Жупа, кои буквално нема и основни намирници. И тука се разви една добра соработка и со Црвен крст и со други организации. За после тоа да следува она вистинска психолошка криза, кога веќе почна неколку сограѓани за жал го изгубија животот, па некои сограѓани други ги зема, ги хоспитализира и тогаш веќе почна да се ствара тензија и веќе да се насетува дека станува нешто сериозно и дека треба поголем ангажман од сите нас и период кој што си беме потребни сите еден на друг. Мислам дека како град добро се носевме и добро ја изменаџиравме таа криза, која за жал се уште трае, не е локализирана само на Дебар и центар Жупа, тоа е локализирана цела држава и речиси цел свет со пандемиски размери. Што се однесува до тинејџерите, секако имаше јавување од тинејџери, не оние вистински нарушувања, што би рекол психички, меѓутоа кај нив корона кризата дефинитивно донесе некои предизвици, импликации од една страна, а од друга страна можности и спознавања и на себе си и со нивните родители. Значи, јас кога би сакал да им се обратам лично на тинејџерите или на адолесцентите, или јас милувам да ги нарекувам како млади возрастни луѓе, би започнал најпрви со нивните одговорности кои што ги имаат сега во оваа корона криза или во оваа пандемија. Нели секој животно доба или секој животен период си носи своји одговорности и ние уште од мали нозе се учиме исто така на одговорност, сразмерно со годините нели што ги носиме. Значи најпрви треба да научат сите тие млади наши луѓе на оваа држава дека социјалното дистанцирање во физичка смисла е обавезно. Адолесцентите се чувствуваат непобедливи и веројатно дека се делумно свесни дека нивниот коронавирус не е толку проблематичен за нивната возрастна доба во споредба со возрастните. При што со самата нивна изложеност и фактот дека можат да бидат асимптоматски преносители на вирусот може и негативно да влијаат, значи врз другите, значи нивните баба, дедо или повозрастни родители. Во овој контекст треба да одговараме и да разговараме отворено со нив и заедно да бидат наши сојузници, и да помогнат на системот, да помогнат на здравствените работници и да бидат и они чинители кои што се вклучени во овој процес и дека со секој излегување од дома може да се вратат нели со потенцијално со вирусот, па би им порачал да бидат повнимателни од тој аспект, да држат нели дистанца и препораки, маски и така натаму. И сега првично што се јавува кај
нашите млади се ова нели фрустрацијата од нивната физичка дистанцираност. За адолесцентите и младите возрастни особи од исклучиво значење се нивните пријатели, што се разбира е нормално во таа возраст. Да, бидејќи поврзувањето на врсниците е една од основните развојни задачи во периодот на адолесценција. Значи, како родители треба да признаеме и воедно да споделиме разбирање за нивната фрустрација поради тоа што ете на некој начин се одсечени од дружбите, па да ги послушаме, да ги сослушаме, да зборуваме за нивните чувства и се разбира отворено за ситуацијата и да се трудиме сите да ја направиме што поподнослива оваа состојба. Така. Јас морам да кажам дека оваа емисија е дел од проектот за подобро ментално здравје кој го спроведува Сдруженијето Доверба Куманово, а се реализира во рамките на проектот Писменост за вести и дигитална писменост, справување со лажни вести, кој го спроведува Македонскиот институт за медиум, Институтот за комуникацијски студии, Институтот за медиуми и различности во Лондон, со финансиска подршка од Европската Унија. Сега се навраќаме тука за тинејџерите и она што е наша цел е да ги поврземе лажните вести и она што може да предизвика воедно купниот наплив на информации со кои што се соочивме сите ние, а и тинејџерите. Мора да признаеме и ние дека навистина беше тешко на почетокот, особено во Куманово, еве и Дебар како што е, а сега и на ниво на Македонија, дека е навистина тешко да постојано слушавме вести, би кажала негативни, нели, постојано со смртни случаи, со број на заразени. Тоа за нас беше тешко што веќе сме зрели личности, а можам да замислам колку е тешко за тинејџерите. Од друга страна, мора да признаеме дека имаше во оваа пандемија и на лажни информации. Веројатно и вие сте слушнале и некои беа смешни, меѓутоа може да предизвикаат и како ни влијаат ваквите големиот наплив на информации, како влијаат врз менталното здравје кај нас и генерално кај адолесцентите. Михаловска? Да, значи, видете, лажните вести, бидејќи живееме во време во кое што информацијата е моќ, и лажните вести се уствари една техника, метода на пропаганда во таа војна за моќ. Точно, не беа проблем само лажните вести, сите вести беа проблем затоа што вестите беа многу непријатни, се почна и пред да се појави кај нас со вестите од Италија и тоа беа многу мачни вести за слушање. Некако секоја информација која што ние когнитивно ја примаме, она си има свој одзвонува и во нашето емоционално битие, па и во нашето телесно. Значи, ние сме еден систем. Така да, тоа што верувам дека сите го правевме на почетокот е да се обидеме да дознаеме се. Бевме во потрага по информации, некако бевме закачани на нашите телефони, на лаптопите, па и пресконференциите на почетокот, ако памтите, беа неколку. Се смени и темпото после на пресконференциите, поминавме на еднаш дневно. И тоа беше исто така значајно, затоа што она што се случува кога сме преплавени вака од вакви страшни информации е да човек ја изгуби границата. Значи, нашата психолошка граница е практично пробиена и ние стоиме без заштита пред тие вести. За да човек се заштити, потребно е да повторно ја реструктурира границата на местото на кое што на секој од нас индивидуално на различно место таа граница стои. Значи, некој има потреба повеќе да знае, некој има потреба повеќе да игнорира. Секој треба да го следи своето темпо. Так. Да може да се намести во однос на тоа, затоа што ние од една страна мора да бидеме информирани. Нас на дневно ниво ни се менуваат препораките. Смее да се излегува, не смее да се излегува, треба да се носи маска, не треба да се носи маска. Значи ние барем еднаш дневно мораме да бидеме во текст со што се случува. Да. Меѓутоа, границата како концепт е таа која што е значајна за да човек го добие колку толку назад она чувство на контрола, без разлика што никој од нас нема никаква контрола на цело што се случува. Па со врасти Дебар пак беше и Куманово, морам да признам, бевме најпогодени градови, буквално мораше да се следи се. Како што истакна претходниот соговорник, моравме да следиме за да се заштитиме пред се, а и постојано се менуваа полициските часови, едноставно граѓаните мора да бидат информирани. Меѓутоа, како влијае тоа на психата кај сите нас, кај граѓаните и конкретно кај тинејџерите? Дали создава дополнителен притисок?
Значи, јас и претходно пишував за лажните вести или за инфодемијата, затоа што во клиничка пракса се среќававме со небулози кои што ни доаѓа од клиентите или од пациентите, што ни доаѓа пример со содржина која што не е проверена и не е вистинита, а колку тие само сила и тензија носат во себе поради некоја информација. Интернетот и социјалните мрежи од една страна ни беа сојузници сега и за децата онлайн учење од дома и за ние да разговараме и да работиме. Меѓутоа, јас сум за да се употребуваат, меѓутоа не да се злоупотребуваат. Или да се информираат, меѓутоа не да се дезинформираат. Интернетот и социјалните мрежи во денешно време му возможуваат на секој поединец да објавува содржини и да биде експерт за нешто. А при тоа да не сноси никаква значи одговорност. Обичен граѓанин може да креира лажна вест, да ја објави на било која социјална мрежа или портал и потоа од таму нели да се шерува и да се провлече низ јавниот простор. Така. Тогаш станува лесно достапна и за понатамошно значи ширење на истата, ширењето на лажни вести, како што нареков и инфодемија, зема се поголем замав, особено кога се работи за вакви некои кризи од пошироки облици и некако за да некој дојде до некоја сензационална вест или почитана вест, значи може да фабрикува некои вести. Значи влијаат, секако дека влијаат, зголемуваат значи психичката тензија, се зголемува напнатоста, анксиозноста, таа анксиозност доколку не се канализира, доколку не се обработи, може да премине и во облици на панично нарушување или панично однесување. Така да тоа повлекува после себе низа на одредени психички потешкоти кои што е многу тешко да се изартикулираат, да се носат, да едноставно да функционираат во тој период со целата таа напнатост. Она што ни беше реалност и уште е реалност е корона криза или корона пандемија или COVID-19. И сега сите власти кои што се релевантни во држава и сите институции и ние еве како психолози советуваме да се носат маски, да се носат ракавици, препораки. Во спротивно на ова, че помине некоја вест која што е небулоза и на одредени граѓани и одредени луѓе се лепат на овие вести кои што се невистинити. После нас ни треба многу дополнителна енергија, дополнително да се ангажираме само за една пример негативна вест или лажна вест да можеме да ја поправиме и да влијаме повторно да воспоставиме некој баланс кај населението. Морам да напоменам дека тука од Куманово конкретно излезе вест во моментот кога имаше и најголем број на заболени и најголем број на починати лица овде во Куманово. Имаше одредена метеоролошка појава, значи одреден тип на облаци кои што веднаш беа прошерувани како лажна информација дека тоа е НЛО или одредени странски држави кои не прскаат со корона и дека корона од тој начин паѓа. Тоа предизвика панични, блага анксиозност кај одредени граѓани. Мора да признаеме дека стварно се однесуваа панично. Луѓето дури бегаа од тие одредени населби каде што беа забележани такви облаци и се спуштаа по центарот на градот, наводно за да ја одбегнат прскањето со корона. Еве ова морам да го посечам како пример. Тоа дури можда и не знам дали е фабрикувана вест или можеби некој кој што тоа го искреирал и самиот верувал во тоа, затоа што ние во моментов како човештво стоиме пред едно големо непознато и голема неизвестност и така да имаат лесно проаѓаат лажните вести затоа што даваат инстант смисла на работи кои што реално немаат смисла и кои што ќе треба уште долго време да излеземе од ова. Ние се уште сме во фаза на преживување, ова не е завршено. Значи ова треба да заврши за да ние видиме реално какви ќе бидат последиците. Значи прво треба да го преживееме. Така. Меѓутоа, колку е опасно се покажува фактот дека тие бегаа, значи буквално не мислејќи за своето здравје да се заштитат, нели да одржуваат физичка дистанца,
напротив се групира и бегаа во центарот на градот за да го избегнат прскањето. И мора да соопштам дека според објавеното последно што е во однос на лажните информации, дека компанијата Facebook соопшти дека пронашле странски тролови од Македонија и од Филипини кои објавувале содржини за борба против вакцинирање, лажни вести за коронавирусот, знаете, фамозното 5G технологија, вести кои се однесуваат на Бил Гейтс и негова наводна улога во нели чипирањето и вакцинирање односно вакцина со чипирање. Така што мислам дека од една страна ваквите вести доведуваат до тоа самите граѓани да не се заштитуваат доволно, на што го кажа господинот Косоврасти, дека едноставно не внимаваат веќе на толку на почитувањето на препораките и мерките. Тоа од друга страна влие и да се руши угледот на системот, на здравствениот систем, да се намалува довербата во здравствените работници. Што во овој период е многу опасно, нели? Зборувавме и за здравствените работници и претhodно сум зборувал, значи ако почнавме да аплаудираме на сите здравствени работници и соработници, јас би сакал тој аплауз да продолжи да им се оддава на здравствените работници, зашто беа и пред корона криза со нас, и во корона криза, и понатаму ќе бидат тие луѓе со нас. Така да сега им треба поддршка, помош, а помошта е во нашето практикување и следење на препораките. Само сакав да дополнам, адолесцентите се малку, ми се чини повеќе во предност кога станува збор за лажните вести и за теориите на заговор, затоа што мој впечаток е дека се они некако таргетирани можда за малку повозрастна публика, каде што е малку поригидно мислењето. Значи, младите, ние као генерација сме, например, јас сум родена пред интернет, но на младите е овој свет кој што првпат го запознава. Значи, мислам дека само една фино посочување на што е критичко мислење, како да се држи критички став, што значи да се провери извор на информација, значи лесно може да ги намести, да ги позиционира за да може да ги уловат тие и логички и емоционални грешки што тие вести ги носат. А кај постаната публика е малку попроблематично затоа што нивните ставови се многу поригидни, а младите се сепак многу пофлексибилни на тој план и само мислам дека треба да се едуцираат. Како што гледам дека на ниво на проекти тоа се прави се повеќе во училиштата, можда ќе го дочекаме денот и да влезе во образовниот систем критичкото мислење, зашто да не. Почнува веќе. Да се навратиме на тинеџерите, која е најлесната форма, ако воопшто постои такво нешто, со која може да се соочат и да се појави од целата оваа состојба во однос на пандемијата и нејзиното влијание врз менталното здравје кај популацијата? Најчесто се реагира на вакви настани, најчесто се реагира или анксиозно или депресивно. Тоа може најчесто се појавува од симптоматологија. Значи, они треба да бидат, пак ќе се навратам на тоа што кажав на почетокот, да не се плашат, затоа што се тоа нормални реакции на абнормални услови кои што ги живееме, едноставно да следат што е тоа што им се случува. Значи, може да имаат проблеми со концентрација, когнитивно да не се чувствуваат баш во најдобра форма, може да имаат наплив на емоции, може да имаат бес, лутина, може да имаат чести промени на расположенијата, може да имаат преплавувачка тага, може да имаат силна анксиозност, може да имаат и панични напади. Ништо од тоа не е опасно, потребно е да го нотираат и оно што е важно кога велиме лесна или тешка форма, уствари проценката се сведува на тоа во која мера е нивната функционалност засегната. Значи, ако чувствуваат дека нешто од ова или соматизации, некакви телесни болки, главоболки, несоници, проблеми со исхрана, волево, значи има луѓе кои што кажуваат, има денови кога не можам да станам од кревет. Значи, потребно е тоа човек да го нотира и да биде во тек самиот со себе, да види во која мера ја засегнува неговата функционалност. Во моментот кога е преплавувачко, окей да се побара помош. Така, господине Косоврасти, во Дебар се јавуваат тинеџерите, рековте дека вас ве користеле и граѓани, мислам, телефонската линија користеле и граѓани кои не биле од Дебар и од Центар Жупа.
Да. Значи, и на почетокот кажав, еве сега повторно, значи тинеџерите на почетокот се жалеа заради тоа што не можат да се реализираат, што се затворени, што немаат динамика и промената во нивниот живот. Што се однесува до симптомите кои што се појавуваат, колешката веќе ги објасна. Јас би сакал само кратко да додадам нешто тука. Има повеќе облици ситуации, значи од тага, од жалење, од лесна депресија, среден облик или тешка депресија. Тука треба да се прави разлика, особено за родителите, и кога да знаат да реагираат. Значи, стресот како стрес е нужен дел од животот и често предизвикува неравнотежа и дисбаланс во телото. Особено кај адолесцентите кои, значи, без оваа криза веќе поминуваат низ низа на промени. Одредена количина на стрес, значи, може да биде од помош, може да не мотивира и да не тера напред. Тоа е тој еустрес. Меѓутоа, но доколку се појави некој дистрес или стрес кој ги надминува нашите личностни капацитети, може да рефлектира негативно и да се одрази врз однесувањето и, како ли што кажа колешката, врз функционалност. Значи, доколку стресот стане силен, а младата особа не може да се носи со него, а од друга страна изостанува помошта од родителите, старателите или од било кои што се во нивно окружување, тие можат да најдат своји патишта за како да си помогнат. Како да си помогнат? Како, например, еве, како да објасниме, кои се тие први симптоми? Кажа Михајловска, не можам некогаш да станам од креветот. Меѓутоа, некогаш може да го препишеме тоа и возрастните на момент, на еден ден. Кои други пропратни симптоми треба да ги има, за да веќе значи, се вклучи алармот кај родителите сега, бидејќи децата се дома? Значи, тука може и сами да си помогнат, но добро е родители да се вклучат, затоа што поради незнаење, немање капацитети, адолесцентите некогаш ќе тргнат по патишта да ги решаваат своите проблеми, меѓутоа тие некогаш знаат да бидат и нездрави. Може да ги лекуваат со пушење, пиење, конзумирање на наркотици или некој друг облик на ризично однесување. Затоа треба заедно сите да се вклучиме и проблемот да го ставиме на маса. Значи да го отвориме како проблем и да дискутираме и што од тој проблем ќе произлезе. Нели и стресовите, и депресиите, и сите облици на некакво страдање може да биде некоја точка за наше растење или колективно растење, општествено, адолесцентно, било како. Значи, овде би поделил неколку варијации, неколку варијанти. Значи, често пати адолесцентите сакаат приватност, па се жалат родители, синот или ќерката се осамени. Значи, тоа е приватност. Приватноста не е симптом на депресија. Тоа е здрав знак за адолесценција. Но доколку имаме друштвена изолираност, имаме повлеченост, имаме потиштеност, значи адолесцентот се чувствува безнадежно, безпоможно, намален апетит, промени во спиење и сето ова трае, значи, подолго од 2 недели, тогаш навистина сме навлезени во некоја зона на депресија, би рекол, каде што можеби е потребна и стручна помош. Да. Исто така, во контекст на ова би надополнил дека симптомите може да бидат различни или различно се манифестираат кај машките и женските адолесценти. Значи, машките имаат потипично однесување, значи, со повеќе лутина, со повеќе агресивност, нели, лупање на врати и ред други работи, додека девојчињата на некој начин имаат тенденција да интернализираат и да делуваат потажно, поповлечено, динамика, ослабната динамика и така натаму. Особено да се внимава кај женскиот пол, доколку имаме, значи, промени во тежина, обземеност со изгледот на адолесцентката. Значи, овие се знаци кои што треба многу рано родителите да ги детектираат, или пак ако во овој момент не слушаат тинеџерите, доколку имаат некои од овие симптоми или потешкоти, слободно да разговараат со нивните родители. Каков е и уште една, значи, стана корона криза, децата, учениците се повлекоа, се спроведуваше онлайн настава,
И дел од учениците се жалеа дека поради пандемијата, воедно ној страх од корона, да не се заразат, тој реален страх, воедно мора да признаеме дека дел од наставниците дадоа и многу обврски. Сега и нив тоа ги фрустрираше. Мора да признаеме дека ги фрустрираше. Еве кој е советот до наставниците, бидејќи нам како емисија ни се и таргет и наставници, бидејќи проектот е за подобро ментално здравје, тука како што и самите рековте, мора сите да се вклучиме, наставници, родители, воедно целата локална заедница. И уште еднаш, када повториме, оваа емисија се спроведува во рамките на проектот за подобро ментално здравје. Од Сдруженијето Доверба Куманова се реализира во рамките на проектот Писмено за вести и дигитална писменост, справување со лажни вести, кој го спроведува Македонскиот институт за медиуми, Институт за комуникацијски студии, Институт за медиуми и различности во Лондон, со финансиска подршка на Европската унија. Значи, како да се изборат тинејџерите со тој голем притисок и од самата криза и од потребата да се постигнат сите задачи? Така, тоа е прво е задача на нас возрастните и на образовниот систем да не оди уз очекувањето дека ќе се постигне се. Значи, за почеток не може да се постигне се, ќе се адаптираме полека, како што ни налагаат условите. Апсолутно наставата не смее да застане, не може да нема наставно-образовен процес, меѓутоа не може ни се да се постигне од планираното. И тој притисок беше и врз грбот на самите наставници. Мислам, они не го направија само иницијативно, него едноставно тоа беше некоја нивна тежина која што они само ја проследија до децата. И точно на почетокот беше хаотично, значи никој немаше концентрација, верувам, да седим. Ние деновите ни поминуваа малку не само во вести слушање, не знаевме што ни се случува, не па да умствено бидеш некаде ангажиран. Меѓутоа, полека си доаѓа се на свое место, некако се прави некоја смисла од се ова, ќе ни треба време, меѓутоа ќе се адаптираме. А до наставниците апсолутно поддршка да не го прескокнуваат оној човечки дел. Значи, на децата им е значено да си имаат рутина. На децата они им се значајни фигури, некогаш им е доволно само да се видат, значи ликот на наставникот, на оно што им е познато, на другарчињата од класот, значи да постои таа комуникација и да не го рипаат тој дел да се прашаат вклучително како сте. Така. Дали му разбират? Така, да. Господине Косоврасте, вие на оваа тема, значи тој притисок како да го надминат тинејџерите? Па добро, значи, најпрво и најбитно е запознавање на адолесцентите со позитивни начини на носење со стресот. И воедно соочување на фактот дека стресот е составен дел од животот. На тој начин, всушност, спомнав и преска, растеме. И се справуваме и со стравот и со стресот на здрав начин. Значи, да се разговара отворено. Родителите да бидат добар пример. Младите често пати усвојуваат начини на соочување со стрес, посматрајќи ги нивните родители. Доколку детето гледа дека родителот пие алкохол секој пат кога е напнат, многу веројатно дека и самиот ќе разрешува конфликти и стрес на истиот начин. Затоа треба да бидеме свесни поради своето реагирање во стресни ситуации, како би биле добар пример за своите деца или за своите млади возрасти. Секако, тука не треба да изостане и поттикнување на здрави навики, адекватен сон, здрава исхрана, значи редовно вежбање. Сето тоа, како што каже и колешката, да има некоја рамка, да има некој распоред. Значи, губењето на рутина може да влие врз појавата на анксиозност и депресија. Престанокот на старите шеми кои што ги имале адолесцентите до пред корона криза и рутините се разбира, треба да се замена со градење на нови рутини и нови шеми, но тоа да биде без некое силно наметнување. И се со цел да се потполни, значи, тој вакуум, за да им се избегне таа пасивност. Да бидат активно вклучени во сите процеси, колку нели што дозволува и состојбата се развива. Тука некаде ќе мора да ја привршиме емисијата, мислам дека го надминавме терминот.
пандемија на корона криза, пандемија на лажни вести, сето тоа им дојде премногу на тинеџерите. Вистински тие се носеа и претходно со одредени промени. Меѓутоа, пандемијата нема да исчезне наскоро. Такви се проекциите на здравствените работници. Која е пораката за крај? Како да си помогнат себе си? Пред се на тинеџерите се однесува оваа порака од двајцата стручни. Јас би рекла да секој дозволи да си го почитува своето темпо. Ние сите имавме, без разлика што као колектив влеговме и излеговме од карантин, сите на различен начин влегувавме, сега треба сите на различен начин да излегуваме од карантина. Значи, да ги прават стварите со кои што се коматни, а во однос на тоа како може да си помогнат, значи, покрај тоа што го кажа колегата, апсолутно физичката активност е многу важна, она не е важна само ради ендорфините што се лачат кога вежбаме, туку што е важна за тоа што преку активирање на телото и преку активирање на сетилата ние уствари се позиционираме во тука и сега. А кога се позиционираме во тука и сега, присуството ни е различно и е она што народски велиме малку да си дојдеме при себе, човек се чувствува по-прибран. Би им го спомнала дефинитивно дишењето. Значи, дишењето е начин, техники на дишење, релаксација преку дишење, се начини на кои што ние можеме да го регулираме централниот нервен систем, оној дел од автономниот нервен систем, да го уклучиме парасимпатикусот, да телото и мозокот работат за нас, за да ни го обезбедат тоа повлекување и смирување кое што ни е потребно. И секако чувствата си бараат експресија, значи креативноста на кој што му лежи, дали некој може да пишува, да води дневник, да црта, да слика, да слуша, да прави музика, значи експресијата исто така помага да не бидеме запнати, него да имаме вентил во една ваква ситуација. И што се однесува до лажните вести, тука пораката, да, како да ги одбелим? Лажните вести, да, многу едноставно. Краток курс по критичко мислење, да се проверуваат изворите на информациите. Значи, скоро да нема лажна вест со добро претизиран извор. Значи, да се најдат медиуми и портали на кои што ќе избереме да им веруваме, кои што ќе ги провериме и да се информираме од тие места. Да не читаме се што апсолутно граница према на што сме изложени медиумски. Ако се врасте, повелете со пораката да Значи, она што го кажа колешката Лица, да не се надополнуваме, само уште еден момент кој што би сакал да им го упатам е тоа што сакам да се чувствуваат во овој период уважено и да се чувствуваат горди затоа што се силни чинители во справување со корона кризата. Исто рамо до рамо со возрастните. Така. Јас ви благодарам и на двајцата, се надевам дека младите слушна и нивните родители, и нивните наставници како да се однесуваме, и ние, возрастните, како да им помогнеме да ги надминат овие фрустрации, пред се анксиозноста и стравовите што ги имаме сите, колку нереални предизвикани од ширење на лажни вести. Не останува поканата отворена за вас, доколку сте ни потребни, доколку нашите слушатели имаат потреба да споделат некое мислење со вас, се надевам дека ќе одговорите. И двајцата и ви благодарам што бевте дел од емисијата која е дел од проектот за подобро ментално здравје кој го спроведува Сдруженијето Доверба Куманова, се реализира во рамките на проектот Писмено за вести и дигитална писменост, справување со лажни вести кој го спроведува Македонскиот институт за медиуми, Институтот за комуникацијски студии, Институтот за медиуми и различности во Лондон со финансиска подршка од Европската унија. Вам, драги слушатели, ви посакувам да уживате во текот на денот. Ви благодарам. Благодарим исто.